со Маријан Николовски на радио Слободна Македонија. Добар ден, почитувани слушатели, денеска е уште една среда и терминот 11 часот и некоја минута. Време е за круг во денешната емисија. Ќе анализираме актуелната политичка состојба во Македонија, особено по денешната одлука на Уставниот суд на Македонија, со која што едногласно ја прифати иницијативата на Демократската унија за интеграција, со што практично го отвори патот за можноста за свикување на собранието и за носење некои други одлуки кои би значеле можност за навестување на некаква разрешница на политичката криза. Сепак конечната одлука по иницијативата на Демократската унија за интеграција и Уставниот суд ќе носи најверојатно следната недела, меѓутоа до тогаш на сила е забраната за односно укажувањето за забрана за сите активности поврзани со изборниот процес. Тоа практично значи дека имаме некоја состојба на вакуум простор, меѓутоа што и како во овој временски период, што понатаму, како можни решенија на кризата. Со мене во круг е професорот Сотир Костов. Ќе направиме некоја анализа, меѓутоа веднаш по првата пауза. Повторно назад во кругот, почитувани слушатели, како што најавив, денешната тема на која што ќе дебатираме со политичкиот аналитичар Сотир Костов е моменталната политичка состојба во Македонија по одлуката, утринската одлука на Уставниот суд на Македонија, во кој што се стопирани сите действија што произлегуваат од одлуката за распуштање на собранието, вклучувајќи одлуката за распишување на изборите на 5 јуни и изборните действија што ги презема Државната изборна комисија. Уставниот суд едногласно одлучи да поведе постапка за испитување на уставноста одлуката за распуштање на собранието, истовремено изрече времена мерка која ќе важи до конечната одлука. Првичните реакции на оваа одлука доаѓаат од иницијаторот, подносителот на иницијативата Демократската унија за интеграција и лидерот на ДУИ, Али Ахмети, денеска ја поздрави одлуката на Уставниот суд, со која, како што наведува на неговиот Facebook профил, ќе се овозможи повторно заседање на парламентот. Ја поздравам денешната одлука на Уставниот суд, со која се овозможи враќање на работата на собранието како прв чекор и неопходен за решавање на сериозната политичка криза. Ги повикувам сите лидери, медиумите и граѓанското општество да действуваат со целосна одговорност, имајќи ја предвид ситуацијата во која се наоѓа нашата земја и да се придонесе за враќање на безбедноста, стабилноста и силно да се заложат за сериозни реформски агенди, пишува Али Ахмети на Facebook. Во текот на денот, тоа е секако веста на денот, ќе има многу повеќе реакции. Мој денешен гостин, како што најавив, аналитичарот Сотир Костов. Добар ден. Ајде за почеток, води ли оваа одлука на Уставниот суд кон решение на кризата? Најпрви поздрав до вас и до сите слушатели на нашето радио. Па видете, како треба да видиме каков ќе ни биде приодот и како да ја цениме оваа одлука. Да бидам искрен, малку јас сум затечен, но се обидувам да размислувам рационално и логички. И прво што ми доаѓа е македонскиот зоон политикон Зоран Заев, од кога ни наметна психологија на действување, на односи, на состојби во Македонија, дека се е политика, како да и Уставниот суд влегува во една таква состојба или замка, па еднаш по исто прашање одлучува негативно, еднаш одлучува позитивно. Мислите на она иницијативата на Павле Трајанов? Да, ама сега кога ќе го первертираме сето ова и кога ќе се обидеме да го поставиме на здрави основи, на законски или да го врамиме во уставна принципи основи, чинам дека Уставниот суд, сега не знам како ја донел одлуката, од вас чув дека е едногласна, дека веројатно многу размислува. Кој е најрационалниот, најбезболниот излез со една ваква ситуација, да во демократија одиме на избори само со еден кандидат или само со една кандидатска листа? Доколку е тоа мислата, претпоставувам дека е тоа мислата, а и не мора ето така да размислува Уставниот суд, јас се трудам така да размислувам, лично мислам дека ова е под отворена врата,
да се излезе од оној маѓепсан круг каде што работите и состојбите само ги дискутираме, тоест политичките фактори ги дискутираат и субјекти ги дискутираат, ги договараат и потоа договореното го растураат. Значи сега пак се враќаме на дебатата и ќе бидам среќен ако таа сега се биде на местото каде и диалогот политички каде што и е во храмот на демократијата, во Собранието на Република Македонија, во највисокото законодавно тело, таму да се носат одлугите. Никако да се скршнува во пржино, никако да се примаат гости или добронамерни или недобронамерни советници од типот на амбасадори на Европска унија, на Соединените американски држави и така натаму, нека смогнат четирите председатели на најрелевантните политички партии, нека ги тргна снаги, мислам, нека смогна, нека ги тргнат суетите настрана овој пат, бидејќи предолго се договараат, година и половина се договараат. Што се практично значи на терен ние и не имавме некоја кампања, ако веќе 2 дена помина од изборната кампања, ниту единствената коалиција која што ја има на листата немаше политички партиски активности кои значат нешто како да се кои може да се толкуваат како изборна кампања. Меѓутоа сепак формално правно државната изборна комисија го тераше тој процес. Сега веројатно текот на денот таа одлука ќе стигне и формално до државната изборна комисија треба да биде како што е најавено стопирање на роковите, тоа значи некој статус кво на ситуација. Треба веројатноста дека парламентот мора да биде свикан во оваа состојба е исто така прашање кое што е сосема известно, меѓутоа таму за очекување е дека ние не ги знаеме за сега реакциите на ВМРО ДПМН и на СДСМ во поглед на тоа, иако во текот на денот ќе ги има, меѓутоа таму е многу значаен сега распоредот на силите. ВМРО ДПМН има некои 57-8 до 60 пратеници. Останатите пратеници го прават едно друго мнозинство. Дали може да се доведеме во ситуација да немаме доволно мнозинство ако го земеме искуството од претходното одложување кога СДСМ не сакаше да гласа за одлуката за одложување, префрлајќи ја топката дека тоа било одлука на ДУИ на ВМРО ДПМН. Не, видите, за мнозинство ќе ви одговорам подоцна. Вака, јас од 80-та година сум дипломиран правник, а од 81-та сум дипломиран правник со положен правосуден испит. Ви тврдам дека ова значи избори нема на 5 јуни. Значи, се е стопирано во поглед на изборите. Конечно можеме да кажеме дека нема да има избори. Нема да има избори, бидејќи се стопира, веќе роковите се стопирани. Действијата така и чуфија на Сабајле околу. Да, меѓутоа сепак одлуката да нема избори мора да донесе парламентот. Парламентот треба да донесе. Затоа прашав и во поглед на мнозинството. Да. Вака сега за мнозинството имаме негативно искуство и ако се тргни со прегласување, со барање нови мнозинства, ние пак ќе одиме во ќорсокак. Не. Се треба на маса да се изнесат фактите. Каква ситуација не задесе, многу незгодна ситуација, и каков е најбезболниот излез од оваа ситуација, незавидна ситуација. Уставниот суд, значи, како што реков, ако размислувам од една страна, може би многу рационално и многу логички одлучи и даде шанса на политиката, на законодавецот, да постапи според уставот и да исправи работава. Но, некој сега треба да признае и сега знаете како? Сега ако почнат сите прстот да го вперуваат во ВМРО ДПМН, во Никола Груевски, пак ќе сгрешат. Па не ги прекршуваше тој законите, па не го одлагаше тој договораното, па не бегаше тој ВМРО од договореното. Некој друг, тоа беше СДСМ и Зоран Заев, некој друг не се пријави плашејќи се од дебакал по не знам кој пат. На некој друг му беше сугерирано, да не речам забранено, да оди на избори. Ја отворено, ја не сум лицемер, ќе кажам ДУИ и ДПА, после кафе пиењето во амбасадите од ЕУ и Соединените американски држави одлучија да не одат на избори, а изгласаа одлука да се оди на избори на 5 јуни. Значи, дали ако ДУИ ја презема одговорноста на себе во Уставниот суд да ја покрене иницијативата, сега треба да ја преземе одговорноста и да го собере потребното 62 пратеничко мнозинство во парламентот да се одложат изборите? Не, ја мислам сега ДУИ треба, ако оцениме дека конструктивно ДУИ постапил
за да најдеме правен законски уставен излаз од оваа криза, ја мислам, ја не би оперирал со мнозинства. Ја за прв пат би оперирал со консензус кој е многу тешко во Македонија да се постигне. Сега сите треба да се договорат. Ајде да видиме од кои причини нема избори на 5 јуни, дали е тоа кејфот на Зоран Заев или стварно условите тоа го налагат. Ја ви тврдам ова е правото, ја ви тврдам дека ова е правото. Не знам, сите чуламе го кажува тоа. Па добро тогаш, пошто сега веќе се прекинаа действијата, еднаш не може да се вратат назад, ајде да видиме кој е разумен рок за избори. Многу оптимистички звучи тоа дека би се обезбедил општ консензус за одредување. Сепак, знаете го стават на ВМРО ДБМ дека инсистираат на некако фиксен термин за избори. Видите, ако се вратиме назад година и половина на неречен две, кој попушта само? Па ВМРО ДБМ не попушта. Па од тоа попуштање се доведе во ваква ситуација и сега нему е моментот цврсто да се држи до својот став, кога Уставниот суд, а ја го почитувам Уставниот суд, иако се изфрлија многу лоши, многу одиум, многу лоши, море го мала, судот му се заканува на клоци судиите ќе ги издаде. Јас ја не знам, можеби сега ќе стане хит Уставниот суд на овие на обојната револуција, можеби сега ќе скандираат за Уставниот суд, бидејќи тие се такви превртливи. И ето, можеби ќе им стане симпатичен, ја го почитувам Уставниот суд. Прашање е дали се согласувам или не со оваа одлука, ама јас гледам светло во оваа одлука, јас гледам рационалност, јас гледам логика во оваа одлука и сега на ова прашањето се вратам. Мора да има ВМРО ДПМН сенс, а мислам го има, ВМРО ДПМН за цело време го има сенс. ВМРО ДПМН се најде малку во незгодна ситуација кога остана сам како политички субјект да истакне листи кандидатски, ама не е тој крив. Едни се обидува да поднесат листи, не им биле според оно што пропишува законот, други избегаа од дебакал, од надпревари, евентуален дебакал, а на трети не им дозволија. Ќе се вратиме повторно на парламентот и на што како опции да видиме што може и како може да се случува. Тука во игра е и иницијативата на ДУИ за аболицијата на председателот Иванов, меѓутоа правиме овде уште една кратка пауза. Почитувани слушатели, повторно назад во кругот мој ваш денешен гостин е Сотир Костов, политички аналитичар, и анализираме состојбата во политичката сцена во Македонија по денешната одлука на Уставниот суд да го замрзне процесот за избори и да ја отвори вратата, подотвори можност или остави можност за свикување на парламентот. Веројатно реакции во поглед на тоа дали представителот на Собранието ќе го свика парламентот ќе зависи од тоа кога и писмено ќе ја добие одлуката на Уставниот суд. Меѓутоа за сега единствената реакција која што е од Демократската унија за интеграција, која поздравува одлуката на уставните суди. Како што велите и ви, господин Костов, веројатно ќе станат сега Уставниот суд малце поомилен кај опозицијата, меѓутоа како идеја се враќаме повторно во парламентот, таму веројатно сега ќе биде целиот фокус и целата политичка битка. Го спомнавме нели мнозинството како кој е потребно за да се донесе одлука која би значила и формално одложување на изборите или и некакво понатамошно покажување правец како да се решава кризата. Вие заговарате концепт дека тоа е најдобро да се направи со консензус. Да, идеалистички, можеби идеалистички од моја страна, ама видите вака. Сега ни треба разум. Значи, година и половина и нешто повеќе видовме дека не бива со натегање, со инаети, со бегање од институциите на системот, со нивно бојадисување, со нивно негирање и така натаму и така натаму. Значи, сега ни треба разум, сите да сватиме дека извориште на демократијата се изборите. Дека изборите ја прават демократија, тоест племенита, за секого да има подеднакви услови и за живот, и за работа, и за екзистенција, и така натаму. Значи, својствено на човекот му е да избира од, ја би рекол, од најмали нози до најголема или највозрастна доба. Право избираме благо, солено, убаво, неубаво, а потоа кога ќе созрееме, избираме за правда, неправда, за морал, неморал, и можеби најкруцијалниот избор е избор за тоа кој ќе владее со тебе, со твојата фамилија,
со твојата улица, со твојот град, со твојата држава. Од тоа не треба да бегаме. Ако сакаме префиксот да го задржиме демократско општество, парламентарно на демократија, ние мораме да сванеме дека треба да се оди на избори. За мене е многу едноставно, само една единствена одлука. Кога одиме на избори? Само избори може да решат оваа незгодна ситуација, а инаку пак договарање за некои си донасање, не знам какви закони, па во тој Пржински договор не пишува дека треба закон за медиуми се донеси. Таму пишува да се малку подобро состојбите, како беше напишано, демократизират ли не знам што во медиумската сфера. Не знам, имаме европски закон, што повеќе сакаме. Сите тие одредби веќе никој не ги толкова се сконцентрира, меѓутоа јас пак ќе се обидам да ја потпрошам околу формалниот пат околу кој што треба да се движи веројатно носењето на решението. Сада сам знаејќи ги двете протиставени ставови. ВМРО ДПМН е за фиксен термин кога за избори. Лидерот на опозицијата заговараше некаква опција на условен датум, да речеме, кој што би бил октомври или септември, па ако имало исполнети условите, како тука може да се најде консензус помеѓу тие две спротиставени позиции? Па видите, до кога ние ќе го исполнуваме кејфот личен или не знам партиски на Зоран Заев? Па ако сакаме консензус, веројатно треба. Па добро, ако така го сваќаме консензусот. А видите, мене напаѓа кога на некој начин условно речено ги бранев ДПА и ДУИ како политички субјекти од албанскиот кампус, и кога го речам тоа некој ми се љути. И ја мислам сега доаѓа моментот кога треба тие да покажат својата конструктивност и да видиме се за Македонија или не баш. За Македонија според уставот како што е поставена. Ја лично мислам ќе ја одиграт улогата. Па до сега дуи ја игра. Лично мислам дека ќе ја одиграт позитивната улога и знаете како сега, мислам дека ќе нема простор за маневар на Заев или ако сакате и на ВМРО. И ќе треба, на вистина ќе треба да се работи според уставот и според законите. Нема во недоглед одлагање на избори. Тогаш нека се вратат сите состојби, нека се врати Груевски за премиер, овие што глумат ни риба ни девојка, а за мене се од септември месец во власт. СДСМ и Зоран Заев практикува власт во Република Македонија од моментот кога влегува 2 министри таму, 3 заменици или додатни како ги викаат министри. Ја зедоа полицијата, ја освоија под наводници, така се каже, ДИК. Тоа не е власт. Што покажа 8 месеци? Го надвештески, го над криминали, во телата во кои тие седат. Не, така не се работи, тоа не е демократија. Но, враќање на состојбите, па да одиме на редовни избори. Тоа очито нема, очигледно тоа нема да биде, но тогаш, ајде да видиме разумен рок. Септември, декември. Ова година не е разумно. Одиме со следната 2017 година. Сепак треба да има рамка во која ќе се знае кога ќе биде изборите. Тука правиме уште една кратка пауза и се враќаме повторно. Повторно назад, почитувани слушатели, во кругот денешната емисија посветена на повторно на политичката криза и на одлуката на Уставниот суд. Мој ваш гостин е политичкиот аналитичар Сотир Костов. Не знаеме како ќе реагира ВМРО ДПМН, Социјалдемократскиот сојуз најави некоја реакција за 12 часот, меѓутоа може ли да се случи поголема политичка турбуленција сега? Вие велите дека е потребен разум и консензус за решение на политичката криза, меѓутоа формирање на ново мнозинство може ли да значи формирање на нова влада или може ли ВМРО ДПМН да се повлече после оваа одлука у парламентот и такви сценарија, може ли се во игра? Па видите, СДСМ и Зоран Заев и се е можно. Ама пак ќе кажам, не е разумно, не е рационално. Сега не треба пак да се надмудруваат. Видовме надмудрувањето до каде отиде. А па да бидам искрени, ВМРО не е од вчера. Најмаркна партија, најбројна партија која 10 години, јас тврдам, успешно ја води Македонија, особено во економскиот дел. Не е ништо толку лошо и политичкиот, ама еве ни се наметна некоја криза фингирана или не знам како исценирана. И лично мислам дека Уставниот суд нема донесена одлука со намера сега некој да прекројува, пак да мудрува. Не. Секој да се ја оствари улогата во највисокиот храм на законодавниот систем, на законскиот систем, на уставниот систем на нашата парламентарна демократија.
Само така ќе ја постигнеме целта. Сега ни треба отворена дебата со јаки аргументи, еве и контрааргументи, бидејќи е дебата отворено, ама да се спротивстават аргументите и да добијат на снага да испливат на површина, да, условно речено, да победат оние чии аргументи се прави. И тука има уште едно прашање кое што е суштинско и во кое што всушност ја иницираше продлабочувањето на кризата, тоа е аболицијата. Дуј покренување, мислам дека покренува иницијатива и пред собранието да се расправа на таа тема. Како да се излезе од тој процес? Видите вака, ја имам многу специфично мислење за овие работи. Ако ги мешаме работите, ако правиме мешање на баби и жаби, пак ќе сгрешиме, пак ќе влеземе во маѓепсан круг. Иванов не е дел од прашина. Председателот не е дел од прашина. Аболицијата, колку и да некој мисле дека е против прашина, не е дел од пакетот прашина. Не би ги мешал. Дозволете само да докажам. Не би ги мешал овие две работи. Ајде да видиме, излез од кризата е избори и демократија. Демократски избор. Да го решиме тоа. Аболицијата нека се решава оделно. Зошто да ги спојуваме работите? Ако да правиме така, да собранието решава за аболицијата, ја мислам лончињата пак ќе ги измешаме. А може ли парламентот да преиспитува одлуки на председателот? Па видите вака, ако парламентот преиспитува одлуки на председателот, тоа ќе траечком импичмент. Може, некој треба да покрене. Но дали е дојдено до таму, дали, јас да ве прашам сега, ако таа тема ја зборуваме, дали председателот излезе од своите надлежности што му ги дава уставот и законите и направи нешто што не е овластен? Не е точно. Тој донесе едно помилување, ја не бе рекол аболиција, донесе едно помилување, некој вели групно, ја реков, ја зелам на повеќе луѓе, сакајки да ја смири топката, на еден начин да ја поклупи целокупната ситуација. Меѓутоа се покаже како контрпродуктивно. Добро, ефектите се гледат, многу лоши реакции. Ама видите, знаете како? И затоа ја прашам, сепак аболицијата е дел од тој процес и германскиот посредник ја става како прва точка во изнаоѓањето решение на политичката криза. Кој е германскиот посредник? Ја не го познавам. Добро, сега. Не, извините, вака, ама јас, ево, вие пратите, гледам дека пратите доста добро политика и збиднување меѓународни. До неговото наименување јас не го познав тој човек. Сега, каде е таа булдожер дипломатија што рекува Македонија ќе ја решава? Ја нема, така да тој посредник ја многу. Тој е представник на Меркел, на Министерството за надворешни работи или на кого? На меѓународната заедница? Еве денес доаѓа, колку знам, од Америка заменик овој што е министр или заменикот на заменикот, за тоа ниво би зборел. Па добро, и тој е дел, зборам како дел од представник на меѓународната заедница, целокупната меѓународна заедница, аболицијата ја става. Каде е Хан? И Хан ја става аболицијата како прва точка во решението. Затоа ве прашам како ќе се бара решение сега според вас за тоа прашање. Еве да речеме парламентот е отворен процесот да ќе се свика, изборите ќе бидат одложени. Меѓутоа мислам дека гледајќи ги ставовите на опозицијата, дека тоа нема да биде доволно за опозицијата да одлучи да оди во правец на затварање на прашањето и одење на избори. Сепак ќе инсистираат на затварање на прашањето со аболицијата. Добро, резонот ви е многу исправен, да речеме. Ама то пак ќе не втурне во еден галиматија справно политички, не знам каков, од кој нема да излеземе. Затоа што нам не ни беше проблем председателот Иванов и помилувањето тој што ги донесе. Ние и претходно имавме така наречена криза или изфингирана криза. Ние и претходно имавме одлагање неодење на избори. Ние и претходно имавме некоја си шарена револуција, што ни ја ишара државата, спомениците, културата, историјата, традицијата и така натаму. Ја ги делам тие прашања, може би грешам, ама искуството ми кажува дека ако се расправа за тоа е всушност импичмент на председател. Па председателот не греши, не направи нешто надвор од овластувањата. Може би во незгоден момент донел акт, сакајќи да помогне, испадна дека на актот на никого не му се бендисува, и ја мислам дека не е баш така. Само неколку луѓе јавно
кажаа дека не ја прифаќаат, другите мудро си молчат и времето ќе покаже дали председателот сгрешил или не. Ја во неговиот гест сосем одговорно тврдам, видов една желба да се наметне во Македонија принципот на Нелсон Мендела, значи злочин, помилување и опростување. Нам Европската Унија ни го наметне вториот Нинберг, а тоа е Хаг, каде што имаме злочин и казна. Па видите што се случуваше уназад во Србија, видите што се случуваше во Хрватска, видите што се случуваше во Босна, дали некој сака и тоа и со Македонија да се случува, а таму се уште се случува такви работи, и ако малку пошироко во регионот гледаме, некако полека пак се палат страстите, пак се брануваат политичките состови и некој сака Балканот пак да не го претвори во бурен барут. За овој дел од околу рефлексиите и одразот на кризата во Македонија и мигрантската криза на Балканот, ќе зборуваме малце подоцна овде. Сега само уште една пред паузата уште едно прашање. Читајќи ги првичните реакции на граѓаните, на народот, тие не се баш воодушевени од одлуката на Уставниот суд. На самиот почеток ви реков, како ќе гледаме, каков ќе ни е приводот. Ако гледаме од еден point of view, не ја прифаќаме, не ни се бендисува, ама ако гледаме логички, рационално и со желба да излеземе од оваа криза, јас реков, на почетокот реков дека Уставниот суд ни ја подотвори вратата, поточно на политичките субјекти, да излезат од кризата, ама само во собранието. Сега улицата треба да се заборави. Тоа сега да прашам, дали ќе стивнат протестите и оние најави за радикализација од некои универзитетски професори? Видите да ви кажам, имам многу негативен став кон ова прашање. Стивнале, не стивнале, јас само вака ќе ви кажам. Кога еден универзитетски професор ќе каже, ако треба, ќе паднат и жртви. Кога обоената револуција ќе ги го обои споменикот на хероите наши и ќе напише Илирида. И кога во последната фаза пред 3 дена се обои законодавниот храм, јас ви тврдам дека тоа веќе не е обоена револуција, тоа прерасна веќе во иридентистичка револуција и некој сериозно треба да размислува да ја забрани или да преземе мерки тие хулигани, тие фантоми, да не ни го прават тоа што ни го прават, бидејќи ве молам објаснете ми, иако сте вие овде дома, ки ме повикавте јас да објаснувам, јас имам доблест да ме прашам, што значи испишувањето на Илирида на наш споменик? Што значи тоа? Мене особено ми симптоматична изјавата на универзитетскиот професор и молкото од неговите колеги на таа изјава. Па тоа е лицемерието и тоа е немањето на чувство на одговорност, кога очигледно гледаме дека некој интелектуалец и универзитетски професор сгрешил, се однесува како што не треба да се однесува и да е лош пример за студентите и за останатите, и молчим, јас не молчам, и се што да му одговорам на тој човек, ја малку некој народски се разумам, јас имам 5 деца, што се јас треба да купувам пиштол за да се ги бранам децата, или на Каледжиев да му закажам во 12 сат денеска кај на Камени мост двобој на Ока Корал да се пресметаме и да видиме кој ќе падне жртва. Не, тоа не е демократија. Треба да седнеме, да испиеме кафе, да поразговараме и да кажеме зошто се закануваш со жртви, толку ти е доглавено, не добиваш плата на универзитетот, немаш хонорари од проектите што ги водиш, тежок ти е животот во Македонија, сакаш да емигрираш или сакаш жртви да паднат. Лоша слика на еден професор, на човек кој треба да обучува, да воспитува млади луѓе, конкретно студенти. И лично мислам, обоената револуција забега. Некој треба или да ја врати, или кој сака, нека си изразува лошо кон мене, ама треба да ја стопира. Таа е веќе неуставна е таа, со скрнавањето на собранието. Едно е улица и пред влада, иако ја имам многу високо мислење за културата, за историјата и традицијата, ама друго е парламент и така да наградуваш. Не. Кого они, што сака да кажат, државата не ни чини. Мислам дека тоа е веќе поделбата на амебата ја имаме, амебоидната она природа, кога
како дали амеба, дали парамециум се испилува едно крило која револуцијата ја скренува кон поделба, кон федерализација на Македонија и така натаму. Сите шарени револуционери се искористени, можеби од чака, можеби не од чака, од некој што смислил да ја искористи и да напише или рида на нашиот споменик. Нека се чукнат во главата, на вечер во 18 часот кога ќе излезат, пак да протестираат и да бојадисуваат дали некој од позади со ремоут контрол не ги диригира и ги искористува фактички за своји црни цели за поделба на Македонија. Ете тоа, на тоа ниво спадна шарената револуција. Ви благодарам. Тука правиме уште една кратка пауза и потоа во финалето со рефлексиите на македонската криза врз целиот балкански регион и обратно, дали има рефлексии од другите држави врз Македонија. Почитувани слушатели, во финишот на денешниот круг со мене денеска и со вас на Радио Слободна Македонија Сотир Костов, политички аналитичар. Ние анализираме актуелната политичка состојба. Уште една реакција пристигна за одлуката на Уставниот суд, тоа е Демократскиот сојуз на Павле Трајанов, кој смета дека ова одлука на Уставниот суд е победа на правото и здравиот разум и искра надеж дека полека но сигурно ќе се демонтира еднопартиското и авторитарно владење на патот на изградбата на демократското општество, правна држава е долг и тежок. И во секој случај оценка како позитивна од страна на Демократскиот сојуз и засега од Демократската унија за интеграција на Али Ахмети се чекаат реакциите на клучните политички субјекти ВМРО, ДПМН и СДСМ. Мислам дека направивме еден општ пресек околу целата одлука и ова, меѓутоа ајде сега да направиме еден овид за една анализа како состојбата во Македонија се рефлектира на Балканот и обратно состојбите од Балканот во Македонија. Пред тоа, дали смеам да си дозволам Павле Трајанов да кажам, ако е така како што вели во вториот дел, па тој 10 години учествуваше во тоа еднопартиско. Значи Павле Трајанов некој пат претерува со некои своји констатации, ама добро. Добро, да се јаме како политика. Нека му биде. Да, нека му биде. Па видите, рефлексиите веќе ги чувствуваме или поточно се видливи. Само не знам во кој правец се повеќе јаки или од каде почнаа, каде завршуваат или пак се вртат во круг. Јас сум човек кој порано во својот живот има работено во Србија, во Белград и има многу добри пријатели ден-денес во Босна, во Хрватска, во Србија. Комуницирам со нив и пред некој ден комуницирам со моите другари од Бања Лука. Ми кажуваат, знаете, не е слободно, се надеваме не прислушуваат и вика, Сотире, што нам извозите такве револуција? Знаеш, ми викаат. Значи, во шега ми кажуваат, ама јас тоа го сваѓам многу сериозно. Значи, некој погрешно за мене сватил, ајде сега ова што им го правевме на македонците, ќе се обидеме, бидејќи па таму е можеби најосетливо, таму има 3 енклави, 3 ентитета и така натаму, ајде сега да се обидеме со Република Српска, тој Додик да го тргнеме, и се обидува Босна. За мене, Босна или поточно Бања Лука или Република Српска го положи испит. Демонстрираа едни, демонстрираа други, народот го виде тоа, мир во куќа остана и мислам дека таму имаа среќа уште на почетокот да се справат со едно ретроградно, со едно действие, со лоша намера, да се дестабилизира состојбата таму и да се прави нешто што не треба. Сега, многу побитно е што ќе се случува или што се случува во Србија. Јас мислам еднаш или два пати Вучич даваше сигнали, првиот пат го свативме малку можеби погрешно, но кога вториот пат рече нема да дозволиме сценаријата од Украина или од Македонија да се увезуваат во Македонија, во Србија, и тогаш свативме дека фактички првиот пат кога тој кажа што се случува во Македонија, зошто ВМРО, зошто Никола дозволува тоа да му се случува, дека не ни мислел лошо, бар така и јас ја сваќам таа состојба. Зошто ние дозволивме од страна некој да ни се меша во нашите работи? Тоа ти е исто како вие јас да дозволиме дома во куќата некој да ни прави ред, кога се знае кој е стопан, секој во својата куќа, секој во својата кујна, секој во својата спална. Ако се погледне дека и Косово перманентно изфрустриран што не е признат оноку што сака да биде признат, или нам ни увезува
криминалци, дали во Куманово или по граничните села. И тоа за Косово морам да забелешка да кажем, гледајќи ја вчерашната слика на геј парадата и Хашим Тачи на чело, според мене демонстрира многу отворен европски дух Косово. Па само така може да бидат применени во Европа или во Европска унија. Да, ама меѓутоа мислам дека го презема, иако формално правно држава не држава, меѓутоа со замислете го Хашим Тачи предводи геј парада. Презема една улога на една нова европска политика. Тоа се позитивните рефлексии, се согласувам со вас. Значи, тоа се позитивни рефлексии, ама јас се обидов да ги коментирам она негативното. Кој ни го смести 2001? Од каде ни дојдоа? Овие борци за демократија, ние знаеме што беа или што се во суштина. Јас затоа се го спомнав Косово, ама јас согласувам со вас, не е се така црно кај нашиот северен сосед или еден од северните наши северни соседи, на крај ние имаме и прекрасни односи со Косово, бар така јас мислам, така јас ги восприемам и ги перцепирам, но као ето, жариште каде што секој пат ќе се јави некој генерал таму. И во Албанија, да не забораваме, повторно се има турбуленци на политичката сцена. Да. Обвинувањата дека од опозицијата кон власта за некакво слично сценарио како во Македонија. Видите, ако погледаме малку поназад како Еди Рама дојде на власт, кој го донесе, кој го финансираше, јасно ќе ни виде што ни се случува на Балканот. Еве сега најновите откритија дека точно е дека новинари платени од Сорос Панама го отвориле случајот. Ама тие новинари не сакале да видат дека и фирми на Сорос имало таму. И сега други новинари, кои ја би рекол вистински новинари, го открија тоа, се гледа кој е Сорос, а тој Сорос, колку знам во Македонија, доста финансира, доста инвестиции има во Македонија. Не само во Македонија. Така, во Балканот, значи во Србија, во Македонија, во Албанија, во Косово, и еве тија сликата кога еден берзански шпекулант кој на грбот или на совеста има многу луѓе што изгубиле пари на берзата и се веќе не се меѓу живите, со тие и такви пари неморални тој финансира соборување на легално изборни влади во Македонија, во Албанија, во Србија, во Босна и така натаму. Профитабилен бизнес, кај што парите после неморален бизнес. се перат по Панама. Поправо си профитабилен бизнес, ама и неморален бизнес и пред се нехуман бизнес. Балканот мора да се свести дека тоа е душата и срцето, дека тоа е артеријата на крвниот систем, врзавниот сад на Европа или ако сакате на Европска унија, и треба малку да се одважи сам да си ги следува состојбите, а само добронамерните понуди и предлози за помош да ги прифаќа, а не секоја понуда, бидејќи не секоја понуда е добронамерна. Еве видовме, не може странци да ни се шетаат по ходниците на судовите, на обвинителствата и во политичките и на политичките партии да им кажуваат кога да излегуваат на избори, кога да не излегуваат. Само така ќе излеземе од овој магијапсан круг. Моје мислење е дека дека стигнеме до тоа ниво, ќе треба уште многу време да прошетаат странците веројатно. Па или да прошетаат, или да им забраниме да прошетаат, ама демократијата е тоа. Лекција која се учи степ бај степ, чекор по чекор, но не треба еднаш поминатата лекција да се заборави, да се отврли. Треба само да се надоградуваме во нашето демократско билдање на капацитетите. Благодарам почитувани слушатели. Мој и ваш денесен гостин беше политичкиот аналитичар Сотир Костов. Ја анализиравме последната одлука на Уставниот суд и можноста за свекување на парламентот како општа или како општ заклучок од поглед на ова прашање. Господин Костов заговара дека потребен е сега консензус на политичките партии за надминување или канализирање на понатамошното решение на политичката криза во Македонија. Круг е емисија на Трговското радио, дифужно друштво Радио Слободна Македонија. Јас сум Марија Николовски, уредник и водител. Денеска е 18 мај 2016 година. Круг е во продукција на Радио Слободна Македонија. Почитувани слушатели, од мене и од техничката екипа, имајте пријатен ден. Круг со Марија Николовски на Радио Слободна Македонија.